Dobar den, dragi učenici. Ovoj video čas je namenet za учениците од второ оделение и е по предметот математика. Наставната содржина е насока на свртување. Преку овој видео час ќе умеете да следите и давате упатства за положба, насока и движење. Да препознавате цело, половина и четвртина вртење во насока на движење на стрелките на часовникот и во обратна насока. И ќе научите дека правиот агол е четвртина за вртување. За да ги совладаме овие цели, треба да имаме неколку предзнаења. Како прво, треба да умееме да определиме што е лево, а што е десно. Тоа најлесно го правиме со рацете. Ова е левата рака, а ова е нашата десна рака. Левата рака ни го покажува правецот во лево. Десната рака ни го покажува правецот за свртување во десно. Треба да знаеме што е половина и четвртина круг и дека четвртина круг сушност е прав агол. Ако кругот го поделиме на овој начин, ние сме го поделиле на два еднакви дела. Секој од тие делови представува една половина. Ако кругот го поделиме уште на половина, тогаш деловите што ги добиваме се викаат четвртини. Значи секој од овие делови се четвртини. Можеме да препознаеме дека четвртина од кругот всушност формира прав агол. Затоа велиме дека четвртина од круг е прав агол. Тие два поима ни означуваат исто. Насоката на движење на стрелките на часовникот е кон десно. Стрелката на часовникот, кога се движи кон десно. Можете и сами да забележите на оваа анимација. Кога ќе помине стрелката на часовникот до бројот 3, гледаме дека се формира прав агол или четвртина од круг. Уште една четвртина и тоа веќе добиваме половина круг. Следното свртување добиваме 3/4 од круг или една четвртина во обратна насока од движењето на стрелките. И уште таа четвртина, кога ќе ја помине, стрелката се враќа на својата првобитна положба, односно кога ќе свртиме, кога стрелката ќе сврти цел круг, се враќа во својата почетна позиција. Направила едно цело свртување. Четвртина свртување во насока на движење на стрелките на часовникот. Тоа е ова, или тоа е вртење на десно под прав агол. Како изгледа четвртина свртување во насока спротивна на движењето на стрелките на часовникот? Сега стрелката се заврте спротивно од нивното движење, или пак тоа е вртење на лево под прав агол. Половина свртување е кога насока на стрелките на часовникот изгледа вака. Значи стрелката од 12 доаѓа до бројот 6, а се движи по десната страна. Половина свртување спротивно од насоката на стрелките на часовникот изгледа вака. Но стрелката дошла во истата позиција. Затоа, кога имаме половина свртување, не е важно дали се движи во правец на
движење на стрелките или во обратниот правец. Секако стрелката доаѓа во истата положба, односно кај бројот 6. Да видиме како тоа изгледа кога треба да се заврти некој објект. Еве тука го имаме Мики Маус, кој што е завртен во правец на поставеноста на стрелките. Ако му кажеме на Мики да се заврти во правец на стрелките на часовникот за четвртина свртување, тогаш тој би требало да се заврти во оваа насока. И еве Мики се заврте во таа насока и може да продолжи со своето движење. Ако му кажеме на Мики да се заврти спротивно од правецот на стрелките на часовникот, тоа значи дека треба да се заврти налево, во оваа насока. Мики се врти во таа насока, значи налево или пак спротивно од движењето на стрелките на часовникот. И ако му кажеме на Мики да се заврти половина круг свртување, тоа значи да се заврти во сосема спротивен правец. Сега ни е завртен со грб, ако се заврти за половина круг, ќе се заврти со лицето спрема нас. Да видиме уште еден пример, само што сега ќе кажуваме насоки да се заврти лево или десно под прав агол. Стрелката е поставена во овој правец, исто се поставени и сите автомобили. Ако сакаме автомобилот да се заврти под прав агол кон десно, треба да се постави во оваа насока. И еве го неговото поставување. Ако сакаме автомобилот да се заврти под прав агол кон лево, треба да се заврти во оваа насока. Еве, ќе го завртиме автомобилот. Ако сакаме автомобилот да се заврти полукружно, односно половина круг, тогаш тој треба да се заврти во сосема спротивна насока од претходната. Еве го автомобилот се заврта. Завртување за цел круг значи да се врати повторно во почетната позиција. Еве автомобилот ќе го завртиме. Цел круг заврте и тој се врати повторно во почетната позиција. Да заклучиме. Кога се завртуваме во десно, се движиме како стрелките на часовникот. Кога се завртуваме во лево, се движиме спротивно од стрелките на часовникот. Еве една вежба со давање насоки за движење. Зајачето преку овој лавиринт треба да стаса до морковчето. Јас ќе му давам насоки на зајачето како тоа да свртува за да стаса до морковчето. Секое свртување ќе биде под прав агол. За почеток ќе му дадам насока на зајачето да се заврти за половина свртување, што значи тоа е свртено во овој момент кон нас, а треба да се заврти со грб во спротивна насока. Еве го зајачето се заврте и подготвено е да оди по лавиринтот. Се движи право. Сега ќе му дадам насока за завртување. Заврти се спротивно од стрелките на часовникот за четвртина. Што тоа всушност значи? Значи да се заврти налево под прав агол. Се заврте зајачето. Повторно се движи. Сега следи нова насока. Заврти се налево под прав агол. Се заврте. Се движи. Нова насока.
повторно имаме промена на правецот. Заврти се на десно под прав агол. Внимавајте, десно на зајачето, не наше десно. Ако не ви е јасно, треба и вие да се поставите исто како зајачето и ќе видите која е неговата десна страна. Еве го, зајачето се заврте кон десно, се движи, нова насока, заврти се во правец на движење на стрелките на часовникот за четвртина. Тоа значи дека треба да се заврти повторно на десно. Подготвено е зајачето за движење. Сега заврти се десно за четвртина. Ете го. Каде сега треба да се движи? Лево или десно? Внимавајте, лево од зајачето, не лево од вас. Лево од зајачето е овој правец. Се движи зајачето и последната команда, насока, заврти се на лево под прав агол. Се заврти зајачето со своето движење стаса до морковчето. Еве сега тука можеме да ја видиме патеката на движењето на зајачето. Одеше право, заврте лево и повторно лево, потоа десно, 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 па лево, па лево. Колку свртувања под прав агол се во лево? Колку свртувања по прав агол се во десно? Застанете го видеото и пребројте. Ви посакувам успешна работа.